Добро утро. Денес во Алфа анализа Белорусија, еден маж против 100.000 жени. Темата е така насловена. Се разбира, станува збор за председателот Александар Лукашенко и протестите кои имаат главно обележје дека на нив учествуваат најмногу жени. Најголемите протести во поновата историја на Белорусија, деновиве ги видовме, некои велат официјално 200.000 луѓе се собраа. Не само во Минск се протестираше и во други градови. Причината е затоа што Лукашенко победил со 80%, опозицијата вели наместени се изборите, доволно да анализираме за оваа невралгична точка во Европа, во Источна Европа. Мој гостин е Мирче Адамчевски. Мирче, колеги од Нова Македонија и така натаму. Беше дописник во поранешниот Советски сојуз, виде како изгледаат промени и во Русија, виде како изгледаат промени во тој простор, во таа империја. Работи водат, ми се чини, со една брза динамика, како никогаш порано, а Европската Унија веќе денес има специјален самит. Што конкретно се случува во овие изминати месец-два во Белорусија? Накратко, прво да ви заблагодарам за поканата. Накратко, овие месец-два се подготвуваа изборите, меѓутоа до нивното одржување Лукашенко успеа да ги стави во затвор главните негови противници, ривали, кои што сметаше дека ќе може да го победат на изборите, иако објективно никој не може да победи Лукашенко, затоа што тој има една таква машинерија, таква место се покаже и овие избори што се одржа на 9 август. Тој доби 80% официјално, меѓутоа сигурно 90% од тие гласови се наместени. Значи, изборите беа лажирани. Така што без учество на своите ривали, тој се согласи да ја дозволи на Светлана Тихановска, сопруга на еден од неговите ривали, кој што меѓувреме беше ставен во затвор, и дозволи да учествува на изборите. Се обединија неколку жени, ја поддржа Тихановска. Народот ја поддржа, ние видовме, имаше снимки од таму, невидена излезност, ја поддржува Тихановска, меѓутоа победува во тие режими тој што ги брои гласовите, а не тој што реално ги добил. Гласовите ги броја изборните комисии составени од власта и дури имаше и аудио снимки во кои што се гледа дека од градскиот комитет во еден град им кажуваат во изборна комисија пишете за Лукашенко толку, за овој толку, за овој толку. Значи, тоа дури е снимено. Снимено, да. Така сакам да кажам дека на 9 август, вечерта која беа прогласени првите резултати, се манифестираше првото незадоволство на 9-ти, на 10-ти веќе другиот ден почна народот да се мобилизира, знаејќи затоа што нивните излезни анкети зборуваат дека обратно, дека Светлана Тихановска е победникот на овие избори. Така. Мирче, мислам дека сега го кажа еден од клучните зборови кои јас сакам да го истакнем, дека ова е навистина невидена мобилизација на огромна маса. Не се случило до сега такво нешто. Тоа е едната специфика. Втората е станува збор за навистина непопуларни политичари, дури се да речеме и аматери. Сопругот на Светлана е блогер, а она е професор по англиски јазик, која моментално е во Литванија. Значи, станува збор за нешто што нема политичко искуство, а предпоставувам има јака политичка поддршка од некои земји како што е Германија од Европската Унија. Значи, јас тоа искуство го имам кога бев во Источна Германија, кога падна зидот во 1989 година. И таму факелот, значи пред да падне зидот, факелот на промените го запалија интелектуалци, луѓе кои што не беа политичари, професори и така натаму, инженери. И овдека исто факелот на промените го палат Тихановска, незиниот сопруг, или Баба Рико, кој што е банкар, па го ставија во затвор. Значи,
луѓе кои што не биле политичари, не биле блиски, не биле калени во политиката. Сега, што е овако очекувањето? Во Германија факелот на промените го запали интелектуалците, а на власт дојдоа партиите. Дојдоа партиите на Геншер, партиите на Кол и либералната, додека социјалдемократите малку освоија, но и од единствената социјалистичка партија на Германија освои нешто. Значи, али победници беа партиите. Тие биле подготвени. Новиот форум или Бундис 92 движења кои што ги правеа промените добија по 3, по 4, по 5% од гласовите. Зборот ми е и овдека. Значи сега во Белорусија немаме некоја партија која што е многу силна. Тие што се во парламентот главно се поддржувачи и аменувачи на ставовите на Лукашенко, на председателот Александар Лукашенко. Но има вонпарламентарни партии, радикални партии, така да ги наречем, кои што може да освојат, доколку има наредни избори наскоро, доколку можат да освојат повеќе гласови, а тие е познато дека се поврзани со надворешни фактори, партии од надвор, од Литванија, од Полска, од некои беа избегани има во Америка, позадина, некои тоа беа тие што па има историска позадина. Тоа било дел од едно поранешно така. Литванско кралство, Полска имала територија така. таму и така натаму. Има Но тоа еве едно влијание. прашање, еве и мене ми е тоа дилема. Лукашенко е 26 години на власт, немало промени, цврста рака. Тој самиот кажува на скандалозна изјава денеска. Вчера имаше подобро е да си диктатор отколку геј и веќе германциве му вратија. Тие не се научени на ваков разговор, но веројатно ќе треба и другиот дел од Европа да се учи. Но што се случи токму сега народов да се крене? Од што е незадоволен токму сега за да го изрази тоа незадоволство? Значи народот е мотото на овие избори на опозицијата беше кој да е само да не е Лукашенко. Значи на народот му е преку глава од Лукашенко. Преку глава од Лукашенко и мислам дека економски проблеми кои што почнуваат да се јавуваат и тие си го прават своето, но и народот веројатно сака промени во смисла на ослободување од стравот. Ние знаеме дека во такви држави стравот доминира и врз основа на тоа диктаторот или авторитарната личност или председателот си ги спроведува своите замисли, својата политика. И полека очигледно таму ќе почне народот да се ослободува од стравот и токму тоа значи борба за некаква за поголема слобода, да кажам. Да. Еве јас ќе кажам, овие се некои фотографии што ни ги пратија од Женева. Да. Имаше протести пред некој ден пред Обединетите нации. Јасно е дека станува збор за ова е тоа токму таа фотографија. Станува збор за барање за човекови права, значи слободи и така натаму. Што после тоа ќе излезе се од тоа барање за човекови права ќе видиме. Еве ја би рекол сега Белорусија е филм во изработка, не се знае каде ќе отидат овие работи, сега ќе анализираме. Ми се чини дека денеска Европската унија ќе го каже јасно својот став. Вчера Шарл Мишел изјави дека многу политичари од власта ќе се стават под мраз, нема да можат да патуваат, ќе бидат ставени под санкции, но клучното прашање е дека ќе се бараат нови избори. Прашањето е, јас не верувам дека Лукашенко победил со 80% од гласовите, но исто така не верувам дека и загубил со 80% како што велат опозиционерите. Овие избори имаат и друга специфика. ОПСЕ не ги мониторираше, наводно касно стигнало барањето. Барањето е испратено 2 месеца пред изборите. И еден друг момент, месец дена пред изборите во Белорусија беа испоапсени 30 сомнителни така наречени платеници испратени наводно од Руската Федерација за да направат предизборен некој напад и така натаму. Сето ова ја стави Белорусија во една навистина
чудна ситуација. Што е по твое? Што се случуваше се? Па вака сега да ви кажам. Тоа околу нападот завчера се почнало да се размотува клопчето и во Украина има големи проблеми околу тоа, затоа што веќе станало јасно дека Украина била имала тајна мисија за да ги прати тие 33 беа руси, мислам, и украинци, неемници. Значи станува збор за неемници кои што се ангажираат да одат во Турција, преку Турција доаат дали во Либија, дали во Африка, дали во Венецуела. Меѓутоа, тоа е тајна операција на украинските безбедносни служби да дојдат во Белорусија. Ова е, значи, пренесено од украински медиуми, значи, од украински. И операцијата е од специјалните служби на Украина измислена и подготвена, која ќе дојдат во Белорусија со авион да летнат преку Украина за Турција, но во меѓувреме као нешто во авионот се случува да се спуштат во Украина и да бидат уапсени некои од тие 30 и кусур луѓе. Таа операција пропадна. Нив ги задржа во Минск. Пропадната е излегува поради изјава на некој од околината на председателот Зеленски на Украина, кој што им кажал на русите или на белорусите дека се подготвува ваква операција. И поднесе оставка вчера првиот човек на некој од разновачките служби на Украина, уште еден друг поднесе оставка, но тие, иако поднесе оставка, бараат да се види кој е подкажувачот од околината на Лукашенко. Значи нема врска директно со изборите, но ништо во погрешно директно, време на на погрешно место. Меѓутоа, тоа го искористи Лукашенко, Еве Русија, нашите браќа од Русија што ни подготвуваат метежи, подготвуваат бунтови, сакаат да ме тргнат настрана. Така што гледаме, има големи игри. Убаво забележавте. Какви работи се случуваат. Има големи игри околу Белорусија. Не треба да се запостави и факторот Полска. Вие спомнавте. Не треба факторот Литванија. Германија беше воздржана. Меѓутоа, гледаме, Ангела Меркел сакала да разговара со него после изборите со Лукашенко, тој ја одбил. Не сака да разговара, за да посредува таја. А што се однесува до жените во бело, значи да не беа тие жени, немаше вака се развива ситуацијата во Украина. Првите протести кои беа на 9 и на 10 со ќотек, бе завршија. Првиот бран е брутален. Првиот бран беше брутален. 7000 уапсени, да. Отприлика. Меѓутоа, што се случи? Сега бидејќи народот веќе уплашен и нема кој да го мотивира. Но ова е да го една од собери клучните слики, кога со полицијата, ама веќе ова е, да, веќе ова ќе се навратиме и на тоа. Кога се случува овој пресуд? На 14, тоа е веќе на 14, кога работниците се крена и рекоа на 14, кога излегоа жените во бело. Ова е Светлана. И тие практично направија пресврт во целата ситуација и полицијата не можеше да ги тепа жените. И од тогаш натаму секој ден имаме протести. Не се како тој масовниот што беше 200.000, како масовниот протест, кој што се случи после појавата на жените во бело. Значи тие практично го отворија фронтот, го отворија патот за масовниот протест. И секој ден имаме протести и почнуваат и штрајкови. Да не забравиме дека во Белорусија нема извршена приватизација. Најголемите компании кои што вработуваат по 15, по 20 или по 5000 луѓе се во рацете на државата и почнуваат штрајкови кои што може да нанесат голема економска штета, но се и политичка штета во штета за Лукашенко. Да. Јас синојка налетав на една интересна анализа на еден еминентен институт, тој е Клинgendal во Хаг, холандски. Вака е доста независен. И интересно е да се види дека они уште пред неколку месеци направиле една анализа каде што кажуваат 5 невралгични точки во светот, меѓу кои на трето место е Белорусија пред изборите. Нормално таму е
и Египет и Етиопија и проблемите со Нил и така натаму, тоа се Либија и така натаму. И сега, што се кажува за Белорусија? Геополитички интерес на Европската Унија е Белорусија, на која треба да и се понуди некаква перспектива и алтернатива на подсврстиот сојуз со Москва, значи со Руската Федерација. Тоа е таа игра на која јас кажувам. Значи, повторно, тоа е мој цврст став дека Европската Унија или Европската комисија застануваат цврсто кога е во прашање одбрана на човековите права, ако во позадина има геополитички и геостратешки интерес, како што е ослабнување на Руската Федерација. Впечатокот е таков. Впечатокот е таков, меѓутоа не знам како ќе се развиваат работи, затоа што Ангела Меркел по неуспешниот разговор со Лукашенко, што не може да го оствари, веднаш му позвони на Путин, на Владимир Путин, председателот на Русија. И тој јасно и неја да стави до знаење. Да, нема проблем. Треба Белорусија внатре сама да си ги реши работите. Русија да треба да се остави, да не се мешате, бие од надвор. Затоа што знаеме, ние знаат дека има мешање, мислам, факт е тоа. Особено Балтичките земји и Полска се мешаат. И рече Путин да стави до знаење дека овие од Европа да не се мешта. Затоа што веќе се навлегува во друга димензија. Русија и Белорусија има договор за формирање сојузна држава. Таа на хартија постои, веќе некои закони се усогласени, царински работи, економски работи, така што не може лесно да се одвои Белорусија од Русија, а исто така и членка на Организацијата на договорот за колективна безбедност, во која што членуваат и уште 3-4 земји од регионот, освен Русија и Белорусија, Ерменија е таму. Така што во кој што договор стои дека, како што е во НАТО член 4 или кој беше, ако биде нападната една земја, 6 или 5, не би. Така што и во договорот што е на ОДКБ, на организацијата, има член, доколку биде некоја нападната, дека ќе излезат во нејзина заштита. Јас не верувам дека работите ќе отидат до таму, и нема да отидат до таму, но сметам дека Русија нема да ја дае лесно Белорусија. Знаете што русите не работат како Запад, или Запад викаат, прават ова, Русите работат тивко, под вода, никој на површина не излегуваат нивните активности. Тие тивко работат под земја или под вода. Допрва ќе се дознае што досега тие направиле. Опозицијата белоруска сака да се поврзе и со Русија, сака да се поврзе. Веројатно тоа не го кажуваат гласно, меѓутоа има такви индици, а и русите веројатно веќе разговараат со некои представници од опозицијата и веќе се надзира, да решиме актот што го донесе, има тело, координативно тело на опозицијата, формирано вчера се формираше, во кое што се вели дека тие остануваат до сегашната надворешна политика и остануваат на она што е договорено со Русија, да речеме. Ајде малку да позборуваме за Светлана Тихановскаја. Интересно, таа во последно време покажува нескриени лидерски амбиции и конците за сега ги влече од Литванија. Чудно е одеднаш да се профилира како лидер на опозицијата. Има ли шанси да се профилира во вистински лидер и да направи продор во Белорусија, во белоруската политика, да биде навистина сериозен играч? Знаете што? Значи вака, пред изборите, кога ги ставија во затвор Бабарико, на Тихановскаја сопругот и уште некои други луѓе, Тихановскаја, као представничка на својот сопруг, уште една господја представничка на Бабарико и сопругата на Цепкало, трите седнаа, се договорија, значи, одиме на избори, со мотото кој било освен Лукашенко. Ако ги добиеме изборите, прво што ќе направиме, ќе ги ослободиме политичките затвореници и после неколку месеци ќе организираме
слободни избори, значи на кои ще треба да учествуваат, предпоставувам сопругот Тихановски, Бабарико и други, значи било кој, но да бидат изборите слободни. И за овие избори да ја поддржат Тихановскаја. Значи ги повика своите гласачки тела, телото на Бабарико и телото на Цепкал, телото на други, да ја поддржат Тихановскаја. И ја поддржаат. Јас предпоставувам дека треба и Тихановскаја да се држи до договора што е постигнат. Меѓутоа, што се случува? Сега таја од Литванија, вика, можам да бидам лидер, подготвена сум да бидам лидер. Тоа значи дека ако таја подготвена да биде лидер, се поставува прашањето дали ќе ги ослободи политичките затвореници. Мислам, сопругот нејзин ќе го ослободи сигурно. Меѓутоа другите, кои што исто имаат лидерски амбиции. Околу 2000 Бабарико се смета дека во моментот. Да, меѓутоа зборувам за 3-4 луѓе кои што им сериозни се да бидат кандидати за председател на Белорусија. И предпоставувам дека може да дојде судир во тој триумвират меѓу овие три господи, решиме што се договорија, затоа што амбиции за председател има и Цепкало. Значи и тој сака да биде, има лидерски амбиции. Бабарико исто има амбиции. Може да дојде до конфликт натре во овој триумвират што го подготвија жениве, што го подготвија, така што ако се случи тоа, ќе дојде до раскол во единството кое што сега е изградено. И тој раскол ќе го искористат периферни сили кои што сега не се гледаат, но се активни националистички или да ги наречеме или радикални сили да ги кажеме, кои што знаеме дека постојат, но не се толку гласни. Многу наликува ситуацијата на она што се случуваше пред 6 години во Украина. Има сличности, па дури и на Србија, изборите во Србија кои поминаа со турбуленции, безредија, полиција на улица, тепање и така натаму. Со Венецуела, каде што неизбран политичар беше признат од Западот за председател. Тоа се работи, но гледаме дека внатре состојбата не се решава со вака некаква поддршка од надвор, например. Америка те поддржува, Европа те поддржува. Јас себе си поставам дилема, а што ако Лукашенко реши да го изводи својот народ на улица? Како што имало случај. Овие нивниот народ, овие својот народ. Тогаш можно ли е крваво сценарио? Не, значи вака, може, веќе има разговори и соопштенија дека Лукашенко ќе го мобилизира својот електорат, да кажем. Значи, он е објективниот, не насилниот, него објективниот електорат, кој што се оценува дека е 30-40%. До 40%. Може да дојде до конфликт меѓу двете општества, опозицијското и владеачкото општество. Но мислам дека нема да се случи тоа, затоа што сметам дека Путин во разговор со Лукашенко му има кажано дека треба да води сметка како ќе ги реши работите. Значи му остава да ги решиш работите, нема да ви се меша никој и не треба да ви се меша, тоа е ваше внатрешно прашање, но евентуално да водиш сметка како ќе го решиш. Значи не насилно, да не прават веројатно конфликти, можеби затоа што Лукашенко рече, вика, нема избори нови ќе има, само ако ме убиете. Него изјава беше. Не гледам дека некој се подготвува да го убие Лукашенко. Специјалните сили, војска, полиција го поддржуваат. Се уште му се лојални. Така што како во Венецуела што му се лојални на Мадуро, таму и овде кај се лојални на Лукашенко. Мене друго ме плаши. Што ако се случи, да речеме, и ненасилна промена? Доаѓа избори, не победува Лукашенко, победуваат новите. Прашање е дали ќе победат радикалите, дали ќе победат сегашни Тихановскија и компанија. Знаете што и во Украина промените така се случија, таму се стотици загинати,
Меѓутоа, Украина е во длабока криза, економска криза. И сега ќе треба тие да го поминат тој долгогодишен, може 30-40 години, до воспоставување на вистинска демократија. Колку е подготвена, мене ми е прашањето, колку е подготвена Белорусија сега за таков пресмрт внатре во општеството, ако се знае дека сите го признаваат тоа, дека со фактот дека се предпријатијата се државни, луѓето се социјално сигурни, имаат определен стандард. Значи, колку тие ќе се подготвени да направат промени, кои што ќе ги внесат во една неизвестност долгорочна. Добро, они се нели дел од она што се вели источно партнерство меѓу Европската унија и земји како на пример Украина, Молдавија, Белорусија. Ама нема ефекти, џабе е тоа источно партнерство. Одржуваат требаше и самите, некој ги одржа, некој ги нема ефекти. Па еве веќе и Украина. Да не се американците, Украина нема да добие пари од меѓународниот фонд. Меѓутоа, меѓународниот фонд знаеме, поставува определени услови. И внатре веќе во самата Украина има револт, да речеме, да се продава земјиштето. Тие не сакаат да го приватизираат земјиштето или да го продаваат, дека ќе дојдат странци, ќе дојдат олигарси. Сега во Белорусија практично немат олигарси во државата, ако има еден двајца, меѓутоа немат олигарси кои што ја држат власта. Да речеме, еве на Балканот гледаме дека во определени земји олигарсите се уште ја диктираат политиката и ја држат власта во свој раце. Во Украина исто олигарсите ја држат власта се уште во свој раце, ако победи Зеленски. За него стои Коломојски, кој што е еден од најголемите олигарси. Олигарх беше и председател Порошенко во Украина. Така што овдека во Белорусија немаме олигарси и сега прашање промената која ќе настане, дали ќе дојдат некои ќе се јават, они дали ќе имаат политички амбиции и да ја држат во залог државата и тие да диктираат со неа. Тоа прашање кои крупни риби ќе ги изедат ситните риби во Белорусија, секое што било прашање за ресурсите главно станува збор, кој ќе ги купи и кој ќе ги управува. Меѓутоа треба да знаат и нашите гледачи дека станува збор за земја која припаѓа во еден систем кој ние и баш не го разбираме многу добро. Тоа е далеку од нас, не знам од кои причини, не се интересираме можеби доволно. И јас неодамна се вратив од Казахстан и го видов тој систем кој полека се расклопува. Се расклопува по прашање на идентитетските линии. Кои сме ние казахстанците? Јазикот руски оди во втор план. Исто е во Белорусија. Украина исто ги има идентитетските проблеми. Меѓутоа овде се поставува едно прашање, а и западниве аналитичари го поставуваат. Што ако се смени Лукашенко? Дали Белорусија ќе опстои како држава? Јас мислам дека ќе опстои како држава, не посакувам, а и не очекувам да има украинско сценарио. Во некои анализи веќе зборуваат дека може да се случи украинско сценарио и источниот дел Витебск и други градови таму што се да припаднат на Русија, Полска да си земе свој дел и Литванија свој дел и да пропадне. Ќе дојде Белорусија во ситуација како Украина, држава тие вика која што не состојала, која не е одржлива. Као што за Македонија што зборија држава која што не е одржлива, така и за Украина денес зборуваат, затоа што има проблеми, дури маѓарите се заинтересирани за дел не да одземат, меѓутоа за влијание свое, не знам други словаци, друго, русите во југоисточниот дел изборува многу дека ќе пропадне, може да се распадне Украина. Така се зборува и за Белорусија дека може да се распадне, но не очекувам, мислам дека нити на Русија ја одговара, а нити на Европа не ја одговара да дојде до распад на Белорусија, затоа што тоа ќе бидат, со тоа доколку се случи, ќе бидат поништени темелните вредности на Европската Унија и на Европа и на Западот, да се задржи суверенитетот на определени општества, на одредени држави. Така што до распад нема да дојде, меѓутоа ќе има можеби внатре влијание големо новонастанато на пољаците и на литванците, но
тие, да речем, еве сега кои ги гледа податоците, како ето, најголем дел се Белоруси по националност. 10% или 8% се руси. Па негде така, 80% се Белоруси. 1%, 2 се литванци, 3-4 пољаци, меѓутоа тие сепак, бидејќи се соседи, ќе сакаат, вие го спомнавте и минатото, нивното минато, испливува на површина и минатото и ќе сакаат да направат нешто во таа насока, во смисла као еве да ја помогнеме на Белорусија, меѓутоа Јас ќе мислам биде тешко. дека Лукашенко е во сериозен нокдаун. Се бројат нели секундите или за опоравување, сега зависи во кој правец ќе оди понатаму, тој како лидер, што ќе преземе. Но едно е јасно, сите анализи велат Путин, кој нели има како комшија интерес да биде Украина стабилна држава и раководена Белорусија, од мислиш? Белорусија, Да. раководена од цврст лидер, дека Лукашенко не е тој, токму тој во моментов. Знаете што, Лукашенко е итрец, итроман. Лукашенко веќе колку 20 години се зборува да се направи таа федерација, сојузна држава меѓу Русија и Белорусија. Тој се цело време одлага, цело време чеке ова сега да направиме, чеке она сега да направиме, и на Путин му е јасна играта на Лукашенко. И Лукашенко постојано се заканува, дај ми Па беше ефтин нели на газ, страната на Украина, дај па ми потоа ефтин газ, се така е. сврте пак. Дај ми ефтин газ, дај ми ефтина нафта. Тие добиваат речи си по фабричка цена и нафта и газ. Тоа е сериозен проблем, они немаат Ама ќе сопствени немаат, ресурси за тоа. утре е проблем, доколку настанат промени, доколку се свртат против Русија, ќе имаат и тие проблем. Германија дима Ќе газ, биде. може би ќе им даде, ама и она нема. Нема, па и таа од За Русија да. Северен поток 2 не случај не го градат. Сакам да кажам дека Лукашенко е таков, и почна да кокетира со Западот, која Русија рече не ти даваме ефтина нафта, не ти даваме ефтин газ, и рече увезе еден брод нафта или газ, увезе од Америка. Не знам, од Украина ќе земал нешто преку некој гасовод или нафтоводи. И сега на Западот им вика Лукашенко, ако не ме помогнете, ќе влезе Путин. А на Путин вика, ти ако не ми даваш овега, ќе дојде Запад. Меѓутоа е прочитан, Лукашенко е прочитан и сега е очаен затоа што е прочитан и од Русите и од Запад. Го знаат кој е, што е и како е. И шанса е сега да се откачат од него и едните, и другите, и да дојдат нови луѓе кои што, верувам, ќе водат Белорусија во една правилна насока. Веројатно ова ќе има реперкусии пошироки на европски план и сакале не или не ќе ли нас ова ќе не засега, ако ништо друго ќе се гласа во некој од мултилатералните форуми. Да. Преку ОПСЕ, да речем, или Советот на Европа, околу некои идни санкции на режимот на Лукашенко. Но еве, ајде вака да гледаме нанапред. Кој е посакуваното сценарио за да излезе Белорусија од оваа криза? Јас не верувам дека е тоа некаква алтернатива на Европската Унија, оти во моментов Европската Унија па и нема што да даде во услови кога имаме сериозна криза. Пандемија, затворен е буџетот на Европската Унија. Посакувано сценарио е да има мирен премин на власта. Значи, Лукашенко му даваат некои недели, некои му даваат неколку месеци. Значи, ќе мора Лукашенко да се согласи со нови избори, но претходно ќе треба да ги ослободи од затвор на политичките затвореници и да организира нови избори. Значи, тоа е најпосакуван начин на премин на власта, да биде се мирно. Затоа што и вие кажате дека не е заинтересирана Европа во моментот кога таа си има преку глава своји внатрешни проблеми и сега да мисли на еден проблем кој што е мощно сериозен, а не е затворен проблемот со Украина. Па не е само Така што- Украина, имаме Ерменија и Азербејџан. Да не зборуваме имаме така, да не зборуваме за Трансниstrија, тие. Така што делови, да, тоа е многу замрзнати зависи конфликти тука кои се опасни. ќе зависи многу ставот на Германија, колку таа ќе успее да ги дисциплинира Полска и Литванија Да не се меша. да не се мештаат во внатрешните работи на Белорусија. Полска е голема држава, може и рече на германците, вие нема што да ни кажувате како да се однесуваме. Меѓутоа, доколку
настане раскол внатре, тогаш ќе збориме и за Има ли политички радикални структури кои можат сето ова да го запалат како буре барут? Па јас ви кажав, значи тие се уште сега не се на површини, има радикални. Мислам дека е Позњак, така се презива еден политичар кој што едно време беше активен во 90-те години на почетокот, после распадот на Советскиот сојуз беше мощно активен, кој што е антируски настроен и кој што избега едно време ми дали во Швајцарија, па во Америка доби државјанство, сега се вратење. Меѓутоа, тие неговата радикална демохристијанска партија е радикална, но не учествува на ниедни избори и тие веројатно претпоставам дека сега се подготвуваат да учествуваат на избориве и затоа и укажа пресека дека ќе биде мощно тешко за иднината на Белорусија ако сега веднаш радикалите ја преземат власта. Значи, тие добро би било да бидат дел од парламентот, да речеме. Дел од парламентот добро би било, затоа што дека има таму спротивставени мислења, нека ја градат својата држава. Но ако радикалите ја земат, тогаш преземат, тогаш ќе си имат проблеми со Русија. До сега на овие протести не забележавме некаква иконографија која би потсетувала, да речеме, на Украина. Нема знамења на Европската Унија, нема знамења на Америка или некои на радикални структури, што сепак дава една сосема поинаква слика на она што се нарекува опозиција или движење на опозицијата во Белорусија. Еве, гледам и белоруската диаспора е многу добро мобилизирана и организирана, меѓутоа не е радикална во своите барања. За разлика од украинската, каде што во Украина имаше многу радикали, и украинската диаспора е многу радикална. И неофашистички структури има во токму така во Украина. Овдека работите се поинакви, меѓутоа иконографијата сепак е овие на протести се дали кој стои зад нив, излегуваат со бело-црвено бело знаме и со грб од не знам од кога, кој што се иконографија од почетокот на овој век кога имало, да речеме, формирана Народна република Белорусија. Пред дали 18 или 19 година, пред большевиците да ја присоединат кон Советскиот сојуз. Да, пред да е и таа иконографија ја користат. Знаете што, иконографијата не значи многу ништо. Еве, ние имавме, да речеме, почнавме сонцето од кутлеш, го ставивме, па боравме да го смениме. Така да, тие борби не даваат плод затоа што може се јави Русија, може се јави Европа, па ќе ги чукне по глава, па ќе рече господа, сакате стабилна држава, ќе ви помогнеме. Ако сакате нестабилна држава, нема да ја помогнеме, степајте се внатре. Така мислам дека така ќе се развиваат. Да, сепак мислам можеме да го заклучиме овој разговор дека на некој начин во Белорусија има една револуција што тече и еден режим кој за прв пат после толку време е сериозно расплатен и очекуваме да видиме каде ќе одат овие настани. Геополитиката е страшна. Вакви земји мали како Белорусија секогаш биле на некој начин барем во некои платформи ставани на маса за мезе или да ги кажеме нашите интереси. Впрочем, постои ново турски отоманизам, постојат интереси на НАТО, на Америка, тие се кршат на Русија. И тоа е нормално. И се лома токму на таа вертикала од Литванија преку Белорусија, Украина, долу Молдавија и одат према Балканот. Така е, значи ние не сме во тој епицентар на земјотресот, но на периферија, но може и да не зафати. Да.